Како што најавме на почетокот на ТВ Дневникот, гостин во студиото пратеникот Илија Димовски, кој воедно е директор на Центарот за комуникација на владачката ВМРО ДПМН. Добро дојдовте во студиото на сите. Добро ве најдов. Колку луѓе ќе бидат опфатени со новиот бранд во ВМРО ДПМН кој што треба да донесе освежување? Генерално бројката која што ние спомнуваме станува збор за некаде околу 150 луѓе кои што вршат одговорни функции во државата од централно ниво до локално ниво, значи од директори на јавни предпријатија па се до раководители на подрачни единици на локални јавни предпријатија. Исто така бранот очигледно е дека донесува нова свежина и внатре во партијата каде што настанува избор на нови раководства, нови општински комитети во партијата, значи е сериозен бројот на луѓето кои што ќе внесат нова енергија, нова свежина во ВМРО ДПМН. Има ли поддршка од членството за да се спроведат овие кадровски промени во самата партија и на државните функции? Ако некој дава поддршка на овој проект на ВМРО ДПМН, јас сум сигурен дека тоа најмногу е членството на ВМРО ДПМН, поради тоа што ние оттаму ги црпиме принципите по кои што работиме. Заради нашето членство ние работиме врз база на принципите на патриотизмот, честноста, посветеноста, отвореноста, работливоста. И ќе повторам, ако некој дава поддршка на овој процес, тоа сигурно е најмногу членството на ВМРО ДПМН. Во денешното интервју напоменувавте, покрај честноста, работливост и отвореноста, напоменавте дека нема клановско водење на политиката во ВМРО ДПМН. Но она кое што овие денови исто така сме сведоци се критиките од опозицијата за определени проекти дека постои застој. Дали постои застој во реализацијата на проектите или не? Која е вашата оценка? Во овие неколку години во Република Македонија како никогаш досега се спроведуваат над 2000 проекти во различни области: земјоделие, здравство, инфраструктура. Ќе набројам неколку ако дозволите, значи неколку булевари во Скопје, Илинденска, Свети Климент, Првомајска, обиколницата околу Скопје, трета лента на Плетвар, патот од Куманово за Табановци, сега се реконструира патот од Скопје за Велес. Набавени се компјутерски томографии за сите болници во Македонија, магнетни резонанци, изградени се училишта во Кичево, во Велес, Кејскиот зид во Доиран и ред други такви проекти во секој град по неколку згради многу во Скопје. За ниту еден проект, зголемување на пензии, зголемување на плати, субвенции во земјоделието, за ниту еден проект не видовме било кој човек од опозиција да излезе и да каже: луѓе, ова што го направивте е добро. Значи, за нив не постои ниту еден единствен проект кој што е добар. И тоа е навистина жално, наместо да влеземе во дебата да ги подобруваме работите, ние сме постојано изложени на тоа да влегуваме во дебата на извртени факти, на измислици, да негираме шпекулации, како впрочем што се и тие сега со кои што се обидуваат да е намало. Ве повлекуваат надоле, наместо да одиме напред, ве повлекуваат надоле, девалвирајќи го сето она кое што се прави во меѓутоа. Да, меѓутоа ние ќе продолжиме да работиме нашата агенда. Секако мораме да ги негираме лажните тврдења кои што доаѓаат од таа страна, измислици, шпекулации, извртување на факти, заради јавноста, не заради нив. А нашата борба е да покажеме дека ние имаме своја цел. Нас репер не ни се другите партии, нас репер ни е успехот на нашата партија и успехот на Македонија преку тоа. И предпоставам дека репер ви се и успешните светски примери кога партии прераснуваат од партии во движење, инкорпорирајќи ги сите квалитетни кадри кај себе за доброто на целата држава. Апсолутно. После неколку години колку што сме на власт, ние мораме да го покажеме тој капацитет на интеграција на сите квалитетни вредности од општеството и на сите квалитетни кадри. Ако тоа ние не го направиме, тие кадри ќе останат неискористени, тоа не смееме да си го дозволиме. Исто така доблесно е после неколку години на власт да се каже: луѓе, дај да видиме, да направиме проценка каде сме добри, меѓутоа не е страшно да се каже дека има одредени позиции каде што малце сме забавиле во остварување на некои приоритети. И треба да се зајакнат. Значи не е срамно. Извинете што ја прекинувам. Се пријавуваат ли луѓето на конкурсите кои што ги објавувате сега? Има ли заинтересираност од граѓаните за функциите кои што ќе бидат слободни? Огромен е интересот. И ние ги стимулираме да е уште поголем, зашто не само за позициите за кои што се објавуваат конкурсите, многу често ние успеваме директно да најдеме човек кој што исполнува критериуми, има изворедно образование, изворедно животно искуство и може да се вклопи во сосема некоја друга работа за која што човекот сам не дошол тука. Значи, тој директен контакт кој што го имаме со граѓаните нас ни овозможува да го немаме тоа клановско раководење со партијата каде што
секогаш некој некого влече, туку напротив, партијата е постојано отворена, постојано промовираме нови лица, постојано на одговорни позиции, без разлика дали се министри, градоначалници, пратеници доаѓаат нови луѓе, и на тој начин ние овозможуваме партијата во континуитет, иако е на власт. Тоа е многу потешко кога е на власт, овозможуваме да има целосно таа свежина, да го има еланот и да работиме и денеска како да сме прва година на власт. Моето последно прашање, какви се рейтинзите сега во однос премиерот Никола Груевски, лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски и ВМРО и СДСМ? Значи, рейтинзите во конкретниот момент со она што ние како податоци располагаме се некаде 3,5 спрема 1 однос председателот на ВМРО ДПМН спрема председателот на СДСМ, а партиите се негде близу 2 спрема 1, односно поточно 1,8 спрема 1. Затоа понекогаш и чудни и смешни изгледуваат тврдењата на СДСМ кога велат ајде сега се плашите од избори или кога велат Бранко е незаменлив, е добар и се. За нас е нелогично колку тие луѓе 6-7 години се обидуваат да дојдат на власт, а цело време ни нудат човек кој што има 3,5 пати помал рейтинг од председателот на ВМРО ДПМН. Политиката многу повеќе станува рационална работа, нема веќе митови, нема градење на лажни вредности. Сега се мерат работата, се мери отчетноста, се мери честноста. А тоа го мерат нити ВМРО ДПМН, нити СДСМ, нити медиумите на едната или на другата страна, туку на крај тоа го мерат граѓаните. Јас ви благодарам што сте гостин во Дневникот на Сител. Ви благодарам за поканата. Ние